така, добро утро, Робар, до тебе во студиото. Добро утро и до сите наши гледачи кои редовно сапудат со утринските теми на Здраво Македонија. Да, токму така, училишниот прибор е навистина скап и не само училишниот прибор, се она што треба да се купи за учениците кои почнуваат во училишта. Токму поради тоа, зелените од Газибаба се вклучуваат во еден хуманитарен настан. Станува збор за продај облека, купи училишен прибор. Тоа значи дека граѓаните, односно оние кои што имаат дечиња и треба да тргнат во училиште, може да дојдат да продадат старата облека, а со тие пари да купат училишен прибор. Навистина интересен настан за кој ќе ни каже Дејан Димитровски, кој што е дел, односно член од Зелените на Газибаба. Да слушнеме малку повеќе за овој настан кој втора година поред се одржува. Дејан, добро утро. Добро утро пред се на сите гледачи на канал 5 телевизија и на вас како водители и сниматели. Значи, настанот продај облека, купи училишен прибор е идеја на една неформална група на граѓани од Газибаба, која пред се има едукативен пристап. Што значи тоа? Свесни сме дека голем дел од облеката завршува во отпад. Со овој настан ние сакаме да објасниме на граѓаните, пред се на родителите и на дечињата, дека истата таа облека, значи пред да се депонира на отпад, може неколку пати да се употребува. Со тоа, значи, самото тоа спасуваме, значи, со самото одлагање на отпад, спасуваме голем дел од животната средина во однос на помалку трошење на ресурси како вода, производство на стакленички гасови и така надале. Така, интересни факти. Што е со настанот, кога ќе се одржи, каде ќе се одржи, зошто ќе се одржи? Настанот се одржува во сабота со почеток од 9 часот пред кино Маđари. Значи, поканете се сите граѓани кои имаат облека, која е, мислам, пред се не е за фрлање во отпад, да може да си ја продадат по символични цени и со тие истите пари може да им купат на децата училишен прибор. Ние лани, како група на граѓани, собравме средства од продажба на облека и дониравме во едно од основните училишта во Газибаба и со тоа устрекивме неколку дечиња. Така, и сега родителите ќе можат сами да си продаваат и сами да си заработат, всушност да не ја фрлаат облеката, таа која што рековте, не ја носат веќе не ја употребуваат. Пред се тоа ни е главната цел, значи да дојдат со своите дечиња да им објаснат, бидејќи знаеме дека младиве сега се буквално зависни од социјалните мрежи, а таму модната индустрија прави се да буквално ја форсира таа брза мода, за да можат, нели, секогаш да продават нови парчиња на гардероба. Се случува неколку пати да облечеме некоја мајца и потоа таа да заврши во отпад, затоа што, нели, на социјалните мрежи цело време тоа, нели, форсирање за купување на нова облека. Имам ја неколку факти. Така. Значи, од модната индустрија во однос на животната средина, модната индустрија произведува дури 10% од вкупните светски емисии на јаглерод диоксид. Исто така, модната индустрија е одговорна и за 20% од отпадните води. Знаеме дека половина од светот веќе се бори за питка вода, а 20% од отпадните води, значи, се должи на производство на облека. За производство на еден пар фармерки се потребни околу 3700 литри вода. Исто тоа треба да го знаат граѓаните. Во производството на облека се користат повеќе од 1900 хемикали, од кои 165 се означени како опасни за здравјето и животната средина. Значи, апелирам до сите граѓани, родители пред се, исто и учители, учителки во нивните предавања во основните училишта, се повеќе да обратат внимание на таа циркуларна економија, значи, што е контралинеарната економија, значи еден производ да се употребува неколку пати. Ние како Македонија пред се знаеме каква е состојбата во животната средина, пред се знаеме дека и немаме стандардна депонија во нашата држава. Едно парче облека се случува и 200 години, значи, да стои на една депонија. Значи, со тоа гледаме колкаво е уствари влијанието врз животната средина. Значи, апел до граѓаните, апел до младите, се повеќе да ги реупотребуваат тие дали облека. Ние сега земавме акцент на облеката. Значи, општо циркуларната економија опфаќа многу делови каде што може да се употребуваат една иста работа неколку пати пред да се одложи на отпад.
Да. Значи апел до сите граѓани да размислуваме повеќе во интерес на животната средина. Одличен настан кој што ќе им покаже на гледачите, односно на оние кои што ќе дојдат дека може да бидат и хумани, тоа може да го донираат некаде. Значи не зборуваме дека финансиите мора да се искористат за децата. Може да има родители кои ќе дојдат, да немаат дечиња кои што ќе одат во училиште, меѓутоа да ги донираат на деца на кои им ја потребен училиштен прибор. Тоа е и патам акцијата да бидеме хумани. Минатата година имаше една поинаква приказна, вие ги дониравте средствата и вие ги однесовте училишните прибори, годинава сами се вклучуваат родителите. Од каде воопшто започна идејата? Бидејќи втора година поред се одржува, како дојдовте до идеја минатата година да го почнете овој проект? Како што кажав, ние сме една неформална група граѓани со изразена еколошка свест и во однос на циркуларна економија сакаме преку овој настан, значи да ги информираме, нели како што кажав, родителите и младите. Идејата е тоа да им објасниме дека циркуларната економија е многу важна, да не се форсира конзумеризмот кој што е многу опасен во однос на загадување од економски причини. Ние како држава знаеме каква ни е состојбата и тоа е апел до сите граѓани, до најмладите да повеќе тоа го употребуваат, значи тој сегмент циркуларната економија, објаснив која ни е целта. Кои се зелените одгазибаба, со какви активности се занимавате, што ќе правите во иднина? Зелените од Гази Баба е неформална група на граѓани, се формиравме пред локалните избори, имавме независна листа, значи трчавме за избор на советници, за жал не освоивме советничко место, меѓутоа тука сме, постоиме, работиме, моментално работиме со лични средства, не помогнати од никој. Сите овие акции што ги правиме, значи се финансираме, се уште немаме ни здружение, здравје Боже во иднина, значи тоа ќе биде, така да тоа е тоа, група на граѓани кои сакаат својата општина да ја видат чиста и сите значи сегменти од заштита на животна средина да им ги пренесуваме на другите граѓани. Борбата е таа, значи се бориме секојдневно во однос на воздухот, на водата, на... Благодарам за одвоеното време, Дејан, да имате успешен хуманитарен настан и да донираме што повеќе училишни прибори на деца. Благодарам и на вас како телевизија, секогаш сте тука, ги покривувате сите настани во однос на екологија. Поздрав до сите граѓани и апелирам ако имаат време во сабота да повелат над настанот, да допринесат со своето присуство. Вие гледачи го слушнавте разговорот со Дејан, член на Зелените од Газибаба, сабота 9 часот, токму тука каде што стоиме ние во моментов во живо пред кино Маđари. Дојдете, продадете облека и донирајте училишен прибор или купете училишен прибор за вашето дете.